Собранието е пред една од најважните одлуки за правосудниот систем во Македонија. Топката за разрешување на јавниот обвинител Љупчо Коцевски е во рацете на пратениците. Премиерот Христијан Мицкоски јасно стави до знаење дека владата ниту размислувала, ниту воопшто отворила прашање за тоа кој би го наследил Коцевски. Тој повика дека вратите ќе бидат отворени за сите. Секој што законски ги исполнува условите, ќе може да се пријави за позицијата нов државен јавен обвинител. Не знам, не сме ни размислувале. Тоа ќе биде јавен повик. Секој некој што ќе ги исполнува условите согласно закон и согласно самиот повик може да се пријави, така што пратениците се тие кои што одлучуваат кое е најдоброто решение, тие го бираат на крајот. И председателката Силјановска Давкова го поддржува разрешувањето на Коцевски. Според неа, државниот обвинител треба да биде отпорен на партиски и на политички влијанија. Каков профил ме прашавте? Сакам бескомпромисен борец за почитување на законите, човек, бидејќи јавните обвинители се надлежни за гонење на сторителите на кривични дела, а колку се важни, ќе ви кажам, во некои земји, како во Британија, јавниот обвинител, public prosecutor, по функција е член на владата во поширока смисла. Значи, некој кој што ќе биде заколнат борец за владење на правото. Вице-премиерот Арбен Фетај предупредува дека без темелна реформа во судството нема вистинска борба против високата корупција. Затоа владата ја иницира постапката за смена на јавниот обвинител. Значи има добро образложение кое е испратено како предлог до собранието. Се надевам дека собранието, односно сега топката е кај собранието и се надевам дека во одредените рокови, законски рокови, собранието ќе постапи за негово разрешување. Инаку владата вчера донесе одлука да ја продолжи процедурата за разрешување на Коцевски која беше стопирана по трагедијата во Кочани. Во образложението велат дека сторил професионални грешки со кои се нарушила ефикасноста на обвинителството. Коцевски пак пред да биде објавен предлогот за негово разрешување рече дека тоа е политичка одлука. Љупчо Коцевски со државното јавно обвинителство раководи од февруари лани. Беше избран со 62 гласа од претходното парламентарно мнозинство.